Висарганиот дека праќал дописи до град Скопје, единствени дописи што ги има пратено. Тој човек од 4 години се дописи да легализира дивоградби. Друг допис нема пратено. Сега после ова денес најверојатно ќе почне да бомбардира со дописи секој ден по 100 за да се оправда таму пред своите, ама ништо тоа не го спасува, не го амнестира дека е криминалец. Значи, како да ви кажам, на државно земјиште вие да дозволите над 150 дивоградби таму да имаш нисчаја во 2 години, да ги враќаме со дописи на писмено, и ниту една институција да не постапува во држава, значи стварно сериозно има нешто тука што не е во ред. И заканите ние ќе ги трпиме. Пази, не криминалецот што легализира бесправно, ние ќе ги трпиме заканиве, на нас ќе ни се заканува. Мислам, стварно е непримерно. Вие имате на главни, на 2 булевари на Ќош се наоѓа местото. Пријавата денеска што постапувавме од граѓанин, кој што можете да го видите кај мене на самиот профил и се коментираат граѓаните, тие се истите луѓе кои што пријавуваат. До пред 1 месец тие се живееле во зграда која што е 30 на 40 години стара, квалитетно направена и си имале отворен поглед кон булеварот, каде што им било видено дека ќе се направи парк, затоа што тоа е на РМ земјиште на надлежност на општината и им бил ветуван парк. Одеднаш почнува некој да им гради точно на 50 сантиметри од прозорот. Им почнува градбата. Значи, комшијата ќе ги гледа баш во прозор ќе се гледаат онака 50 сантиметри се оддалечени и луѓето не знам дали и колку барања испратиле до општината, меѓутоа до нас испратија вчера, ние веднаш излегавме. И треба да дојде да каже градоначалникот како стигнале после тие нивни поплаки, они таму до втора плоча и на илјадници метри квадратни вториот објект. Не знам дали успеавте да го видите тоа чуд. И овие градби се нови. Да излезете на терен, тие во моментов се града, значи се знае по пропис, по закон што треба и како треба за да можете да легализирате. Имате луѓе кои што на нас ни се жалат и денес имаше неколкумина кои што беа излезени, вика дедовина, вика од дедо ми куќата, не сум можел да ја легализирам затоа што не знам били искршени прозори, фалело некои делови на објектот кој што е стар 50-60 години. Не му го легализираат, таму е постои, детектирано е сателитски од катастар, дојдено, премерено, утврдено, плаќал сметки тој 30-40 години таму и не му го легализираат преди некоја техничка фалинга. А на овој спротивно на сите прописи, значи невозможно е со тој закон на земјиште на Република Македонија вие да градите дивоградби. Невозможно е. Нити проект има, нити било каква документација има. И гради во 2025 година човекот. И уште се закануваат. Место се скријат од дупката од кај што излегле.